председателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Колективна одговорност немаме. Тоа значи, зад сите овие измени и дополнувања на Законот за јавни предпријатија и сите други предложени законски решенија кои што се во оваа насока, всушност се продолжува една традиција на неодговорност на овие органи. Односно, немаме индивидуална одговорност, затскривајќи се зад онаа колективната одговорност, односно неодговорност, бидејќи ниту еден ваков орган нема одговарано. Конкретно, во моментот имаме повеќе кризни состојби, имаме криза со електричната енергија, имаме повеќе кризи. Дали сте слушнале дека некој од управните органи или од надзорните органи на овие јавни предпријатија ќе одговара за нешто, бидејќи нивната функција е рационално и транспарентно раководење со овие институции? Не. И затоа и понатаму со ова законско решение се затскривате зад мерит критериумите во однос на изборот на членовите, но во однос на одговорноста немаме никакви подобрувања, односно воспоставување на јасни критериуми и норми врз основа на што, како и зошто овие лица ќе одговараат за нивното работење несоодветно, односно нивното неработење. Со самото предложено законско решение, најпрво се измешани лончињата, бидејќи ако за една структура на јавни предпријатија кои што се основани од владата, си воспоставувате постојана комисија за човечки ресурси при владата, бидејќи тоа е орган кој што располага со многу големи надлежности и има своји вработени најразлични сектори, оделенија каде што може да си го дозволи тоа. Во другиот дел на назначување на јавни предпријатија, органите на управување во локалните самоуправи се применува еден хибриден метод кој што го предвидувате овде со ова законско решение и велите дека ќе се распише оглас, ќе се формира комисија на предлог на раководните лица на институциите и истата ќе се достави на предлог до основачот на јавното предпријатие, односно во дадениот случај јавните предпријатија во локалната самоуправа ги основа советот, а не градоначалникот. Треба да ги разграничиме работите. Градоначалникот, според вашето предлог законско решение, ќе достави предлог на лица кои што ќе бидат во комисијата, врз основа на кое што советот ќе формира комисијата. Меѓутоа, која е функцијата на мандатната комисија во самиот совет? Во секој совет има формирано ваква комисија. Која е улогата на оваа комисија? Да одлучува по предлогот на лицето кое што раководи со општината или со јавното предпријатие, а јавното предпријатие е тоа кое што треба да биде управувано од лицата кои што ќе ги изберат, а се предложени од самите вработени од општината и од јавното предпријатие во кое што треба да управуваат. Односно, предвидувате два процеси, односно имаме процес на административна селекција и процес на интервју, со што целосно му давате легитимитет на субјективитетот на членовите кои што ќе бидат таму. И да не биде така провидна ситуацијата, предвидувате дека оваа комисија ќе достави 15 членови, односно 15 најдобро рангирани лица, со кои што освоиле најмалку 60% од вкупниот број на бодови од сите фази на постапката за селекција. Тоа значи комисијата, кога ќе ги назначи овие 15 лица, единствено на советот што му преостанува е да избере од овие 15 лица. Тоа значи дека орган на одлучување е всушност самата комисија, бидејќи е ограничен бројот на луѓе врз основа на кој што треба да располага, односно да разговара, да ги разгледува и да одлучува. Со тоа се мешат надлежностите, односно лицата кои што се вработени во јавните предпријатија ќе одлучуваат кој нив ќе ги управува, односно кој орган, лицата преку органите кои ќе бидат именувани, да бидат тие кои што ќе ја водат работата и по програмите на самите јавни предпријатија.
имате измешано надлежности, стварни надлежности на самите институции за кои што ги предвидувате. Уште друга небулоза на кое што наоѓам забелешка е она под превезот на тоа дека во 2017 година со една одлука на владата ги разрешивте сите членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија во цела држава. Потоа, под превезот на тоа дека дали станува збор за општ, односно поединечен управен акт, дали е надлежен управниот суд или не е надлежен управниот суд, сето тоа не доби никаква разрешница, односно се именуваат членови по ваш терк, а сега повторно предвидувате дека основачот во членот 17ѓ, основачот може да ги разреши сите членови на управниот одбор на јавното предпријатие пред истекот на мандатот, доколку не даде согласност на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното предпријатие согласно членот 11 и така натаму. Сметам дека ова формулација не е соодветна. Зошто? Вели, доколку не даде согласност. Можеби управниот одбор не се согласува со оние параметри кои што му се доставени од самото јавно предпријатие и овде треба да имаме формулација дека може да ги разреши доколку истиот не достави извештај, не дека не се согласи. Тоа да се согласи е облигаторно, дека доколку не се согласи со самиот извештај, целиот тим ќе биде разрешен. Небулоза до небулоза. И во однос на тоа, дека основ за разрешување на овие членови во јавните предпријатија, управните и надзорните одбори, покрај по негово барање, во алинеја 2 вели, ако е неоправдано отсуствува од седница на управниот одбор 2 пати последователно или 3 пати во текот на една календарска година, сето тоа е во ред, тоа е прашање на договор, дали треба 2 пати, 3 пати, не е спорно тоа. Спорно е алинеја 3, според мене. И вели, ако се утврди дека во постапка на негово именување дал невистинити податоци. А во ставот 1 вели, односно ставот 2, основачот на јавното предпријатие може да го разреши председателот и членовите на управниот одбор на јавното предпријатие од следните причини. Една од причините е ако се утврди дека во постапка за негово именување дал невистинити податоци. А алинеја 4 вели, ако со правосилна судска одлука во текот на извршување на функцијата му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност. Алинеја 4 е сосем на место, но овие се две контрадикторни одредби. Зошто? Кој е органот што ќе утврди дали одредено лице дал неточни и невистинити податоци? За да констатирате ваков факт, дека одредени податоци се неточни и невистинити, мора да имаме судска одлука врз основа на претходни истражни мерки, постапување, вештачење, целокупно запазување на постапката со конкретна правосилна пресуда да се знае дали овие вакви докази се